време поттикнувајте ги сами да истражуваат и да учат, бидејќи нема цел живот да бидат вашите малечки. Токму така за децата зборуваме наредниве 10 на минути. Со нас во студиото како прва гостинка ово утро е Јана Зенговска, психолог, координатор на СОС телефоните во Меѓаши, првата детска амбасада. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Зборуваме за еден интересен проект, регионален проект, кој што се вика Од дом на свое. Хрватска Open Media Group е носител на овој проект, а партнер е Меѓаши. Ајде нешто повеќе да ни кажете околу ова. Така, значи, првата детска амбасада Меѓаши од ноември 2011 година, заедно со Open Media Group од Хрватска како носител за проектот, започна со реализација на проектот Од дом на свој или From Foster to Prosper. Целта, заедно со други граѓански организации кои што се партнери во овој проект од Србија и Словенија, целта на проектот е активно социјално вклучување на младинците кои што излегуваат од домовите за деца без родителска грижа или без родители. 11 октомври СОС детското село. Во рамките, значи, на овој проект спроведовме една ред на активности со цел групите во Македонија да се запознаат, значи, со оваа ранлива група на младинци и да можат полесно социјално и активно да ги вклучиме во секојдневниот живот. Значи, беше формирани неколку работилници во текот на јуни месец. Беа организирани работилници на тема како младинците да изготват своја кратка биографија, мотивационо писмо и како да се однесуваат во текот на интервју. Така, оно што е најзначајно за тоа што е најзначајно за полесно вработување, значи главната цел е полесно да се вработат овие младенци. И после тие работилници беше организиран еден саем на кариера на 2 јуни во просториите на ФОН Универзитетот во Скопје. Значи, целта на работилниците и саемот на кариера е компаниите во Македонија да се запознаат со децата, меѓутоа и младинците кои што излегле од овие домови да се запознаат конкретно со работодавачите, да видат како изгледа и на интервју, што бараат работодавачите, што се бара на пазарот на трудот конкретно и каде да се насочат тие, каде да го насочат своето образование. Голем акцент во нашите работилници ставаме на важноста на образованието кај овие младенци. И за таа цел, значи, ние имаме добра комуникација и исклучена контакти со Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјала, Заводот за социјални дејности на Република Македонија, како и домовите 11 октомври СОС детско село, со кои што активно учествуваме. Медиумите исто така се тука, кои што се важни за да може да се презентира целата оваа идеја и да им се доближи поблиску на граѓаните и на компаниите. Како дел од овој проект за кој што зборуваме, овој регионален проект Од дом на свое и саемот на кариера, дел од овој саем ќе бидат и медиумите, за што поточно станува збор? Така, значи, како што напоменав, првиот саем беше на 2 јули, вториот саем на кариера ќе се одржи на 25.9. во вторник во просториите на Стопанска комора на Република Македонија. Напоминам дека и Стопанска комора на Република Македонија не излеза во пресред. Значи, во однос на организирањето на овој саем на кариера, таму ќе се представат социјално одговорни компании, како и на претходниот околу 10 може и повеќе. Ние активно апелираме и ги повикавме социјално одговорните компании да дојдат да се представат. Учество ќе земат и младинците кои што се излезени од овие домови и секако медиумите. Како што кажав, значи, целта на саемот е да можат младинците да стапат во контакт со работодавачите. Од прва рака да слушнат што е потребно на пазарот на трудот, што еден работодавач бара од вработениот, а исто така и младинците да презентираат